Се наоѓаме на лице место во лабораторијата за испитување на квалитетот на храната, кое што се наоѓа во склоп на Институтот за јавно здравје. Овде се вршат секојдневно анализи на состојките кои што се наоѓаат во храната, на секој тип на храна и се проверува квалитетот на истата. Повеќе информации на оваа тема ќе ни открие Маја Димитрова, која што е дел од тимот која работи овде. Добро утро и драго ми е што сте дел од утринската на Телма. Добро утро, благодарам на посетата. Кажете ми општо колку лаборатории имаме во склоп на овој институт и какви се анализи се вршат во однос на квалитетот на храната? Во рамките на Институтот за јавно здравје функционираат повеќе лаборатории во кои што се вршат хемиски и микробиолошки испитувања на храна, секој тип на прехранбени производи. Потоа испитуваме вода од типот на површински води, минерални води, пакувани, изворски води. Вршиме испитување и на предмети за општа употреба, во кои што да речеме спаѓаат предмети, материјали, амбалажа, кои што доаѓаат во контакт со храната. Потоа предмети и материјали кои што доаѓаат во контакт со кожа, слузокожа, детски играчки, а исто така вршиме испитувања, тестирања на лекови, на козметички средства, средства за одржување на чистота во домаќинство. Во микробиолошките лаборатории вршиме микробиолошки испитувања на храна, на вода и на предмети за општа употреба. Какви се анализи постојат во однос на храната? Микробиолошка едната е, другите? Храната ја испитуваме од аспект на квалитет и безбедност. Микробиолошките испитувања на храната спаѓаат во оној дел безбедност на храна, меѓутоа во однос на квалитетот конкретно храната ја испитуваме во смисол дали ги содржи сите оние состојки кои што се декларирани на самата етикета, декларација. Значи ја испитуваме содржината на протеини, масти, јаглехидрати, додека во однос на безбедноста вршиме испитувања конкретно на резидуи на микотоксини, пестициди, потоа присуство на адитиви во храната. Во однос на адитивите конкретно се прават тестирања на конзерванси, вештачки засладувачи, вештачки бои, присуство на кофеин, да речеме во алкохолни, во безалкохолни пијалоци и така натаму. Од каде ги земате тие примероци за да го испитате квалитетот на храната? Примероците во лабораториите на Институтот за јавно здравје доаѓаат преку инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство, преку Министерството за здравство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој што ни доставува, да речеме, примероци од козметика, детски играчки. Но останатиот тип на примероци ги добиваме врз основа на некои надлежности кои што Институтот за јавно здравје ги добива согласно законските прописи. А исто така, дел од примероците се и во рамките на националните превентивни програми на Министерството за здравство, како и мониторинг програмите кои што ги организираат и ги координира Агенцијата за храна и ветеринарство. Секако, ние работиме и со клиенти, со компании, да речеме, производствени компании, кои што кај нас ги контролираат суровините, своите меѓупроизводи и крајните производи. Исто така, може и било кое физичко лице кое што има потреба од било какво тестирање на храна да дојде кај нас и ние да го по негово барање направиме тоа тестирање. Само од Скопје можат граѓани или општо на територија на цела Македонија? Може од целата територија на Македонија да ни донесат и да ги тестираме производите. Често се случува да дојдат и да ви дадат примерок за испитување? Па не да кажам многу често, меѓутоа се случува да дојдат, да речеме, странки кои што имаат потреба од никакво испитување, доколку имаат никаков сомнеж за било што. Еве да речеме сега во последно време е доста актуелна интернет продажбата на посебно диететски суплементи во исхраната.
Се случувало често да има одредени сомнежи во однос на квалитетот и составот на тие производи, особено производите кои што се користат за слабење, за намалување на телесната тежина. Така што се случувало да добиваме барања за тестирање на составот и евентуално присуство на некои недозволени, недекларирани активни компоненти во такви препарати, кои што може да имаат штетно влијание на здравјето на консументот. Временски, колку ви е потребно за да анализирате еден примерок? И колку често вршите анализи на храната? Колку пати еве во седмицата или дали секојдневно ги вршите? Тестирањето на храната кај нас во лабораториите се одвива континуирано, во континуитет. Значи секој ден имаме нови примероци, така што стално е раздвижено во лабораториите. Време траењето на тестирањето зависи од типот на примерокот и од тоа што се бара да се тестира во него. Некои анализи, да речеме, траат пократко време, да речеме титриметриските методи се краткотрајни, можеме и за пола час да издадеме резултат. Меѓутоа, доколку се работат некои покомплицирани параметри, се тестира, да речеме, на пестициди, на микотоксини, на минералниот состав на храната, присуство на токсични метали, тогаш подготовката на мострата и нејзиното анализирање е подолготрајно, така што во просек, да речеме, за околу една недела можат да се добијат комплетни резултати за даден примерок. Во однос на опремата, со каква се опрема располагате, во колков број е вашата опрема? Институтот за јавно здравје има голем број на лаборатории и исто така доста опрема која што е распределена во сите тие лаборатории. Располагаме со неколку течни хроматографи, гасни хроматографи, спектрофотометри, имаме атомски адсорбциони спектрометри за определување на метали. Во последниве 2 години институтот се набави, ја подобри својата опременост со нова современа опрема од типот на јонски хроматограф, кој што го гледате позади мене, како и течен хроматограф со масен детектор. Исто така набавивме и нов современ инструмент за тестирање на метали, тоа е индуктивно спрегната плазма со масен спектрометар. Така што на овие инструменти сега се развиваат нови методи, во план е нивна акредитација и се надеваме дека тоа ќе биде се во насока на подигнување на квалитетот и безбедноста на храната во нашата држава. Инаку сакам да спомнам исто дека Институтот за јавно здравје и лабораториите имаат над 100 акредитирани методи за испитување, тестирање на храна, вода и предмети за општа употреба. И ние сме една од првите институции која што се акредитираше согласно стандардот ISO 17025 во 2006 година. Нашите интенции понатаму се да го шириме опсегот на акредитација. Следната година одбележуваме 100 години од основањето на институтот, така што оваа институција има долга традиција и искуство во дејноста која што ја работи. Ви благодарам многу за разговорот. Ви благодарам и вам.